Го следите најновото издание на регионалните вести. Ова се насловите на денот. 2 нови случаи на COVID-19 во Тетово од вкупно 25 во земјава во последните 24 часа. Пожар на депонијата Русино близу Гостивар. Од комуналната служба сметаат дека се работи за намерно палење на отпад. Голем дефект на главната подземна водоводна цевка во Тетово речиси половина од градот 5 часа го остави без вода за пиење. На вонредна седница со одлука на мнозинството на ријасетот на Исламската верска заедница разрешен е председателот Сулеман Реджепи. До избор на нов председател функцијата ќе ја извршува гостиварскиот муфтија. Председателот на Исламската верска заедница Сулеман Реджепи е разрешен од функцијата со одлука на мнозинството на ријасетот на Исламската верска заедница на вонредна седница која денес се одржа во Гостивар. До избор на нов председател функцијата ќе ја извршува гостиварскиот муфтија Шакир Фетаи. Поддршка на ова одлука со потписи и печати дадоа муфтиствата од Гостивар, Скопје, Тетово, Куманово, Струга, Кичево, Охрид, Битола, Штип, Ресен, Дебар, Прилеп, а се потпишале и неколку академски работници и организации. Врз основа на член 36 и 58 на Уставот на Исламската верска заедница на Република Северна Македонија, кои ги сочинуваат повеќе од двотретинството мнозинство на ријасетот на ИВЗ на Република Северна Македонија, едногласно донесовме одлука за разрешување на господин Сулейман Ефенди Реджепи од позицијата Раисул Улема, председател на Исламска верска заедница. До подготвување на условите за нови избори за председател на Исламска верска заедница, вршител на должноста се поставува Хафиз Шакир Ефенди Фетаи, гостиварски муфтија. Ова одлука стапува во сила од моментот на донесувањето. Од информативниот центар на ИВЗ велат дека не го признаваат разрешувањето на Реджепи, поради што и повикале адвокат, пошто ќе излезат со конкретен став. 2 нови случаи на COVID-19 во Тетово од вкупно 25 во земјава во последните 24 часа. Во Тетово е регистриран и еден оздравен пациент, како и еден смртен случај. 41 годишен пациент кој бил хоспитализиран во болницата 8 септември во Скопје. Нови 25 случаи на COVID-19 во земјава, од кои 2 се во Тетово. Ова се последните податоци од изминатото деноноќие, кои ги објави Министерството за здравство. Институтот за јавно здравје пак регистрира и 17 оздравени пациенти, од кои еден е од Тетово. За жал во болницата 8 септември починал еден пациент од Тетово на возраст од 41 година, кој бил хоспитализиран на 19 мај. Починат е и пациент од Струга на 58 години и пациент од Скопје на 47 години. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека и покрај олабавувањето на мерките не значи дека вирусот е исчезнат, па граѓаните треба и понатаму да ги почитуваат препораките. За жал, до овој момент многу граѓани беа жртва и во ризикот оние граѓани кои што овие мерки не ги почитуваа. Ние практично 3 месеци интензивно работиме и се справуваме со коронавирусот во нашата земја. Неколку пати кажавме дека првата битка е добиена, но борбата се уште трае и ќе трае. Факт е дека вирусот нема да замине, ќе биде тука, ќе мораме да научиме да живееме со вирусот, тоа впрочем го прават во сите земји во светот, меѓутоа мора да се заштитиме. И затоа ослободувањето и попуштањето на рестриктивните мерки оди заедно во пакет со така наречените меки мерки. Задолжително носење на маска, задолжително одржување на физичка дистанца и често миење и дезинфекција на рацете. Огромен број на граѓани покажуваат свест, се придржуваат до мерките, но за жал добар дел од граѓаните тоа не го прават,
и дури некои не ни веруваат во постоењето на вирусот. Во последните 24 часа направени се 622 тестирања. Досега во земјата се направени вкупно 26.463 тестирања за COVID-19. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќие, 251 тесте во рамките на скринингот во градинки и геронтолошки установи. Регистриран еден позитивен случај во геронтолошка установа во Скопје. Вкупната бројка на диагностицирани лица со COVID-19 во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2039. Бројката на оздравени пациенти 1470, на починати е 119, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 450. Граѓаните се одговорни и генерално ги почитуваа одлуките на владата поврзани со спречување на заразата од COVID-19. Полициските службеници професионално, одговорно и пожртвувано си ја извршија својата задача, рече денес на пресконференција министерот за внатрешни работи Наќе Чулев. Почнувајќи од 22 март, речиси 70 дена, граѓаните во различни периоди од денот имаа обврска да останат во своите домови и најголемиот дел од нив го направија тоа. И во оваа прилика, дозволете ми да констатирам дека Министерството за внатрешни работи успеа брзо да се екипира, реорганизира и веднаш да ги стави на располагање сите своји капацитети во улога на заштита на здравјето на секој поединец и затоа сум бескрајно горд, среќен и задоволен. Кога станува збор за почитување и спроведување на одлуката за ограничување на движењето на граѓаните, во оваа прилика сакам да споменам дека заклучно со денес, вкупно 4783 граѓани не ја почитувале одлуката на владата за ограничување на движењето. Од нив вкупно 3110 се приведени од страна на полициските службеници. Во однос на мерките за почитување на самоизолација и изолација, поднесени се вкупно 127 кривични пријави за 156 кривични дела против 169 сторители. Вкупно 5030 лица досега се спроведени во државен карантин. Во однос на врската за носење на лична заштита, досега се констатирани вкупно 1973 прекршоци. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика во изминатиот период постапуваше по 57 настани за говор на омраза поврзани со COVID-19, при што до сега до основното јавно обвинителство по оваа основа поднесени се 33 известувања и 2 кривични пријави. Скринингот што се врши во сите детски градинки во земјава ги опфати и вработените во детската градинка Младост во Тетово. 150 вработени во сите објекти на детската градинка Младост во Тетово, како и во центрите за ран детски развој, беа дел од скринингот што се прави во нашата земја, за да се испита дали има заболени од коронавирус пред почетокот со работа и приемот на деца. Вчера и денес им беа земени брисеви на воспитувачките, негувателките, административните работници и техничкиот персонал, а резултатите од тестирањата ќе се знаат најдоцна до петок. Очекуваме да бидеме свите здрави да почнеме со работа, бидејќи 137 вработени со стално решение са тука и плюс 13 со договор кој во време кој имавме многу деца, општината ги плаќаше за да ни помогнат. И тие ќе им се прават скрининзите и очекуваме дека веќе ќе имаме право да почнеме со работа. Од управата на Тетовската градинка велат дека се прават сите подготовки за започнување со работа на градинките. Ги чекаат насоките од ресорното министерство, но велат дека очекуваат се да тече во најдобар ред. Веќе очекуваме да ни дадат уште упатства министерството дали нешто додатно, иначе ние како градинка веќе имаме организирано во влезоите да имаме дезинфекционо средство каде што ќе се дезинфицираат и вработените и децата, па и родителите. Исто така очекуваме дека ќе имаме и простор каде што децата ќе бидат на растојание. Ако имаме во една група поголем број на деца кои се пријавени, тогаш таа група би се поделила во 2 занимални, да има помалку деца и се надеваме дека нема да имаме проблем.
Здравствените власти во земјава најавуваат дека по завршувањето на тестирањата, градинките би требало да започнат со работа во средината на јуни, а во наредниот период ќе бидат тестирани и здравствените работници, таксистите и полицијата. Изминатите денови зачестија пожари на депонијата Русино близу Гостивар. Од Гостиварското јавно комунално предпријатие се сомневаат дека станува збор за намерно палење на отпад. Граѓаните се револтирани од чадот и миризбата. Регионалната депонија Русино во близина на Гостивар денови вече 100 пати гори. Непријатна миризба и чад во градот особено се чувствуваат во вечерните часови. Пожарникарите и екипи на комуналец постојано се на терен, интервенираат и ги гаснат пожарите. Според директорот на предпријатието Исак Лазами, во прашање е намерно палење на отпад и тоа обично во време на празници, како што беше сега за муслиманскиот Рамазан Бајрам. Се случува да имаме, ние секогаш кога ќе има некој празник голем вака, да имаме вакви пожари. Сега мислам јас дека е човечки, факторот е човечки. Значи има такви, не знам дали са болни луѓето, пиромани или индивидуа што не сакам и не верувам да е политички ова. Има да има и некоја информација дека и така се случува да има вакви моменти кога ќе има манифестации, празници, да има пожари, за да има револт кај граѓаните, но ние немаме тука никакви можности за да ги пречиме овие работи. Така да се случува да имаме цела недела, да имаме секој ден пожар. Лазами апелира до граѓаните доколку забележат палење на отпад, чати или слично, веднаш да пријават за да може навремено да се преземат мерки. Последен пат Русино гореше ноќеска, кога екипите гаснеле околу 3 часа. Денеска е стабилна, вчера пак имаше пожар, но ние од 12 часот по полноќ до 3 горешивме, сега е добро, стабилна е ситуација. Да го пријават, имаме и во општина и тука имаме ние 24 часа што функционира бројот, може било која време да се јавуват и да го пријават случај. Русино е стара рана за гостиварци. Депонијата со децении наназад представува еколошка бомба, без никакви стандарди и правила за одложување на ѓубрето. За да се надминат овие проблеми, почна реализација на проектот странски донатори, во кој се вклучени сите полошки општини. Менаџирањето со депонијата Русино треба да го преземе регионално предпријатие, кое веќе е формирано, но се уште не профункционирало. Голем дефект на главната подземна водоводна цевка, речиси половина од Тетово, 5 часа го остави без вода за пиење. Се работеше за голем дефект на главната артерија на подземната градска водоводна мрежа на улицата Радован Цоник, во близина на поранешно радио Тетово. Вработени на водовод и канализација, утринава го пронајдоа дефектот и за неколку часа го странија и повторно ја пуштија водоводната мрежа. Поради дефектот половина од градот немаше вода за пиење. Дефектите на градската водоводна мрежа во Тетово се почеста појава. Граѓаните велат дека веќе се навикнати по неколку часа во текот на денот да им снемува вода, се додека не се острани дефектот, но и таа кога ќе протече неисправна за пиење. Сметаа дека општина Тетово треба конечно да започне со реконструкција на мрежата. Пред празниците сега што беа, втор пат годинава цевите пукаат. Треба у цел град да се обнови. У цел град треба. Тие се од бивша стајани и више, тие цел град треба да се обнови. Цел град е проблеми. Кога што треба, таа пукнало, на друго место пукнало, значи треба цел град да се обнови. Вода нема стално овде. Нема доволно вода. Водата не е ни чиста, по мое. Може секој 2-3 дена престанува вода, нема. Углавно нема вода тоа. Од секцијата водовод и канализација при ЈКП Тетово велат дека се работи за стар водоводен подземен систем повеќе од половина век, се додека не се обнови. Дефектите ќе бидат секојдневие. Решението е да ни се изнадат 100 милиони евра и да ми го реконструираме целиот систем. Ние немаме друго чаре во иднина, не гледам друго чаре, него едноставно тој систем да се возобнови целосно, да се возобнови, за да немаме проблеми околу дефекти и да ни даде некоја стабилност
во делот на водоснабдувањето за граѓаните на градот Тетово. Обновата на подземниот водоводен систем е во надлежност на општина Тетово, откаде досега немаат најавени инвестиции за обнова на подземната водоводна инфраструктура. Општинската организација на СДСМ во Гостивар преку пресконференција порача дека борбата со коронавирусот продолжува, со почитување на мерките за заштита. Во однос на изборите од СДСМ сметаат дека процесот може да се организира без да биде загрозено здравјето на граѓаните. Новата нормалност значи организирање на изборен процес согласно здравствените протоколи. Избори може да се организираат и да бидат 100% сигурни за здравјето на граѓаните. Ова го истакна на денешната пресконференција претседателот на Општинската организација на СДСМ во Гостивар Драголјуб Филиповски. Како што со заштитни мерки ги извршуваме нашите секојдневни обврски, пазариме во маркетите или посетуваме банка, така со заштитни мерки можеме да го искористиме демократското право да гласаме на избори и да се обезбедиме функционално собрание и нова политичка влада. Институциите имаат капацитет на денот на гласањето да ги обезбедат сите превентивни мерки за целосна заштита на гласачите и на сите други учесници во изборниот процес. Истовремено, политичките партии имаат обврски и одговорност да водат одговорни кампањи без масовни собери, каде целосно ќе бидат запазени сите мерки на заштита. Филиповски рече дека борбата со коронавирусот треба да продолжи преку целосно почитување на мерките за лична заштита, што значи дека секојдневните обврски граѓаните треба да ги вршат согласно мерките. Носење заштитна опрема на лицето како маска или марама и држење соодветна дистанца од 2 метри веќе е задолжителна пракса во сите државни институции, но и во маркетите, банките, поштите, јавниот превоз. Зголемена употреба на дезинфекциони средства и зголемен степен на лична хигиена исто така е составен дел од нашето секојдневие. Овие основни мерки за заштита треба да бидат правило за кое не смееме да правиме исклучоци. Со почитување на овие мерки го штитиме нашето здравје на оние околу нас, но испречуваме натамошно ширење на вирусот. На пресконференцијата на СДСМ во Гостивар беше речено дека поддршката за медицинскиот персонал е неопходна и дека од граѓаните зависи дали ширењето на вирусот понатаму ќе се спречи или ќе дојде до вложување на состојбите. 10 лица во изминатите 24 часа го прекршиле полицискиот час. Во сообраќајка повредени мајка и 6-годишен син. По недоразбирање околу првенство на минување, физички напад над таксист, билтен на СВР Тетово. Во Тетово во изминатите 24 часа 10 лица не ја почитувале одлуката за ограничено движење. Тие биле лишени од слобода и против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Во овој период се регистрирани 10 нови лица во Тетово и 7 во Гостивар кои се во изолација со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а биле контролирани вкупно 204 лица. Решенија за самоизолација подпишале 3 нови лица во Тетово. Во однос на некористење заштитна маска, казнети се 83 лица, од кои 60 во Тетово и 23 во Гостивар. Вчера на кружниот тек од булеварот Видео Смилевски Бато со улицата Браќа Миладинови во Тетово, патничко возило Опел Корса со тетовски регистерски ознаки, управувано од 19-годишникот Тетово, удрил во пешаци, 26-годишна тетовка и нејзиниот 6-годишен син. Во незгодата се здобиле со повреди и биле пренесени во клиничката болница Тетово за укажување лекарска помош. 47-годишникот Тетово вчера пријавил дека бил физички нападнат од едно лице. Според пријавеното додека бил на работа како такси возач на регионалниот пат Тетово-Желино, лицето физички го нападнало откако претходно го следело со возилото од Тетово, каде што имале недоразбирање околу првенство на минување. Исто така според пријавеното лицето извадило и пиштол и му се заканило на таксистот. Во полицијата 2 лица од Тетово пак пријавиле каснување од кучња бездомници. 68-годишна тетовка на улица 180, додека малолетник на улица 29 ноември. Фудбалската федерација на Македонија одлучи првата македонска фудбалска лига да се доигра кон средината на месецот јуни по скратен формат.
Комисијата за надпреварување при Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука првата македонска фудбалска лига да се доигра по скратен формат. Тоа значи дека ќе се доиграат преостанатите 4 првенствени кола од третиот круг, а потоа лигата ќе се подели на 2 дела. Плејоф со првите 6 екипи и плејаут со последните 4 екипи. Во плејофот ќе се игра еднокружно, односно секоја екипа ќе одигра по 5 надпревари. Во плејаутот ќе се играат само 3 првенствени кола, но на крајот нема да има испаѓање од лигата. Ќе се одиграат и куп надпреварите. Во полуфиналето ќе се игра само по еден надпревар, а дополнително ќе биде одлучено дали ќе се игра на неутрален терен или една од екипите ќе биде домаќин. Финалето останува како и до сега со еден надпревар. Надпреварите од првенството и купот ќе се играат по претходно утврден протокол од страна на Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести и Фудбалската федерација на Македонија. Истото важи и за тренинзите на екипите. Дел од екипите веќе започнаа со подготовки за продолжението од сезоната. Почетокот на првенството се очекува да биде кон средината на идниот месец, а конечната одлука треба да ја донесе управниот одбор на ФФМ. Истовремено и дефинитивно се прекинати сите останати лиги, па останува на управниот одбор да одлучи со колку екипи ќе се играат првата и втората лига за наредната сезона. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!